Во рамки на проектот селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес за борба против климатските промени, што го спроведува Сдруженијето за екологија и заштита на животната средина Еко-Тим Исток од Кочани. Реализирани се средби со земјоделците од општина Чешиново Облешево, на кои е укажано на значењето на климатските промени и штетното влијание на пластичниот отпад од земјоделството. Исто така објаснете и системот за собирање и правилно постапување со пластичниот отпад од земјоделството, што во изминатиот период беше интегриран во општината со поставување садови за селекција на 5 локации во општината. Освен промотивни материјали, земјоделците добија и заштитни средства, маски, ракавици и средства за дезинфекција за поголема заштита од коронавирусот. Земјоделците се согласиле дека пластичниот отпад од земјоделството е сериозен и долгогодишен проблем, што на овој начин може да се реши во најголем дел и истиот да заврши на соодветно место. При тоа било побарано да се постават повеќе наменски садови за собирање, за да можат што поголем број жители на општината да ги користат и да учествуваат во грижата за животната средина. Отстранувањето на отпадот од препаратите, вреки и најлон овозможува да не се загадува почвата, а земјоделците да стекнат нови навики. За само еден месец од поставувањето на садовите за селекција, од страна на партнерот Екопроект Ко од Кочани, подигнати се 57 кг пластична амбалажа од земјоделски препарати и 120 кг најлон, што представува добар почеток кон решавање на еден огромен еколошки проблем, истакнуваат од Еко-Тим Исток. Проектот е дел од подгрантовата програма на проектот Да зборуваме за климатските промени, што го имплементираат Екосвест, CMVP Македонија и Движењето на екологистите на Македонија, а е финансиран од Европската Унија.